Еве поминаа 4,5 години, дојдовме повторно да се видиме со вас, да отприлика измериме што е тоа што сме кажале, што е тоа што сме направиле и да видиме дали ќе ни поверувате на тоа што ви кажуваме во иднина што ќе правиме. Јас сум длабоко убеден дека карпошани веруваат само на дела и карпошани веруваат, односно газат само на сигурно. Карпошани не ги преаѓаш така лесно. Сигурно е кога е Стефче Јакимовски на чело. Кога другите се на чело, сигурно е дека седат по кафани и дека многу се меракли за шетање, многу сакат да се возат со авиончиња и тоа стануваат како министри за надворешни работи, а не како градоначалници. Нашите навики се сосема подруги. Нашите навики се бараме мандат од вас да дојдеме и да ви служиме, почитувани граѓани. Да ви служиме за ваше добро, да служиме за подобар Карпош, да оставиме нешто зад нас и да не памети историјата. Јас живеам за тоа да еден ден моите внуци бидат горди што нивниот дедо бил градоначалник на општина Карпош. Кога ќе влезат во општината, да ја видат мојата слика и да кажат ова бил мојот дедо кој овде раководел 15 години. И за негово време е направено училиштето Братство. За негово време се реновирани училиштето Петар Попарсов, Димо Хаджидимов, Владо Тасевски, основното училиште Јана Москоменски, основното училиште поранешно 29 ноември или Војдан Чернодримски, Христијан Тодоровски Карпош, основното училиште Вера Циревири Трена, основното училиште Лазо Трповски, Аврам Писевски, како што реков и моето училиште Јосип Броз Тито, или денеска си носи име Димо Хаджидимов. Значи, да каже моите внуци да кажат дека оваа зграда во кој што стојат овие слики, оваа зграда ја правил мојот дедо. Живееме за тоа и живееме за тоа да каже дека граѓаните тогаш биле најсрекни, односно дека граѓаните на Карпош од тогаш па навамо живеат подобро и од тогаш па навамо оваа администрација во општината работи токму по критериуми и по правила воспоставени од мојот дедо. За тоа живееме ние. Живееме да од нашите деца, кои што денеска се во градинките, во основните училишта, да им направиме подобро утре. А дали сме направиле подобро утре, вие многу добро знаете. Секоја коцка, секој рабник, метар рабник, секој квадратен метар асфалт овде во Тафталиџе, овие коцки што ги гледате овде, секој светло е поставено од Стефче Јакимовски. И на Бриселска, и на Софиска, и на Женевска, и на Будимпештанска, и на Осло, и на Бања Лучка, и на Стокхолмска, на сите Урош Џудовиќ и кои све не таму улици, значи се одадоша. Ова местна заедница е подготвена за наредните 30 години да нема никаков проблем. Реновирано основното училиште Братство. И не само тоа, деновиве го пуштивме во употреба и новото основно училиште во Горно Невези, кој беше срам за цела Македонија. Можевме да го направиме многу порано. Ги тестирав министрите за образование, Министерството за образование кој што троши силни пари, министри македонци и албанци, да отидат да видат горе во што учеа учениците, па да извините, крави во штала има подобри услови отколку тие ученици тамо што учеа. Пред 3 дена кога отидовме тамо, кога го дадовме подарокот на учителката, јас лично подарив компјутер, наместо билборд еден да ставам, подарив компјутер на учителка да има на што да им копира на децата и лектири и подаров. Жената се расплака. Се расплака и луѓе кои што 48 година учеле тамо. Значи, дојде денот кога ние тоа го реновиравме и кога направивме нешто поубаво за општина Карпош. Почитувани пријатели, нема да застанеме тука.
Ние од вас за тоа што го направивме досега мандат баравме 2013 година. За 2013 до 2017 бараме нов мандат и ветуваме за Тафталиџе 2 нови 2 милиона евра инвестиции. Нови 2 милиона евра. Тоа значи реконструкција на овие сите руски згради. И на Стокхолмска и на Бриселска. Вкупно број 5 згради се. Реконструкција на оние руски згради што се наоѓаат на Васил Чакаларов или Теодосиј Гологанов или Адолф Циборовски, како милувате, 90, 92, 94, 96, сите ќе ги реновираме. Сакаме Теодосиј Гологанов да блиста, да свети, покрај убавите паркови, убравите фасади и нив ќе ги разубавиме и значи Теодосиј Гологанов ќе биде еден од нашите најубави булевари. По Партизанска, од 133, 131, 129, 7, 125, 120, значи сите згради по Партизанска ќе бидат реконструирани. Градинката што ни е Мајски цвет, овде тој дел што ни е барак, веќе распишав, имаме завршено тендер, избравме фирма која што тоа ќе го гради и тоа е оваа прекрасна ваша градинка која ќе биде една од најубавите градинки во Република Македонија. Ја рушиме и градиме комплетно нова. Овде што имаме проблеми со канализација. Стокхолмска, со овие луѓе овде паркинзите што имаат, тоа не е некој голем зафат и тоа ќе го решиме. По Партизанска ќе ја продолжиме фекалната канализација до над Палма, за да можеме целиот овој дел да го релаксираме со фекална канализација и по Московска заедно со градоначалникот на Скопје ќе изградиме нова фекална канализација со многу поголем промер, за да веќе сите оние жители кои што живеат на Васил Чакаларов во тие руски згради 90, 92, 94, 96, веќе не им се враќа канализацијата. Ние сакаме нигде повеќе да немаме проблеми со фекална канализација. Исто така оној дел кај пазарчето Тафталиџе, веќе ни е избрана фирмата Ексико, целиот тој дел, сите тие плочки ги вадиме и ставаме нови, исти онакви коцки како што имаме на плоштадот овде Карши студентски дом Гоце Делчев или на плоштадот Делфина, иста убавина и тој тамо дел ќе го направиме. Што значи дека Тафталиџе 2 педа една нема да остане несредена. Дали е на земја што се вели нискограда или е високоградба, се ќе биде така како што треба. Ние ветуваме и исполнуваме. Ако не бевме ние, ни ученици ќе видеа стипендии, ни ќе видеа бесплатни екскурзии, ни некои ученици за прв пат отидоа на екскурзија во Грција или пак во Охрид, нити ќе се видеа бесплатни кровови, бесплатни лифтови, нити ќе се видеше овде било каква фасада. Никој во Македонија Абер немал да реконструира фасади, 50 фасади реконструиравме. Рековме ќе ги реновираме сите улици во општина Карпош. Сите улици се веќе реновирани, не само Тафталиџе 2 овде. И Тафталиџе 1, само уште Париска улица ни остана. Влае 2 се сите улици нови. Влае 1 сега ги ја довршуваме Франц Прешен и веруете, Влае 2 има 12 километра улици, се е ново. Истото е Козле, од Министерство за економија, Козле, Пецо Божиновски Коче, Кузма Насибовски Пито и Нерези, до црквата у Нерези, се е ново. Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4. Дали ви се верува дека во Бардовци, после 1000 годишно постоење на Бардовци, ние сега одредени улици ги асфалтираме, ги поплочуваме, тие луѓе се уште газат тамо во кал. Веќе со злокуќени завршивме. Значи, ерата наша е ера на градба, на реконструкција, на создавање, на разобувување и ние сакаме секој дел на Карпош да биде сличен на Тафталиџе овде, да биде како што кај вас и убаво да биде на другите места. И имам едно прашање до вас. Има ли некоја зграда овде што сме направили од Тафталиџе? Има ли некој зеленило што сме го зеле? Има ли нешто нашите противници со што ќе ве излажат? Има ли нешто со што во иднина они ќе направат? Со што они кутрите ќе дојдат пред вашите врати? Доаѓаат, а ќе ги заменеле клупите,
ќе го реконструирале игралиштето и кога ќе им соберете све од програмата, колку вие у Тафталиџе ќе добиете, они на пола за цел Карпош не предвидуваат инвестиции. Они на жителите на Карпош им ветуваат почист воздух. Граѓаните на Карпош да живеат од воздух. Ама ако може да не гледаат, тоа им ветуваат. И јас мислам дека тоа им прилега затоа што се они најеколошка партија, бидејќи после нивното владење све што беше фабрика во Македонија, веќе оџак не чури. Ние оџаци гледаме само во документарните филмови од времето на социјализмот, каде што можете да видите како срекни работници влегуваат во фабрики и така натаму, и сосема е логично тие да се представуваат како еколошка партија. Ја што се представуваат како еколошка партија, ама што кажуваат небулози, замислете на Беровчани им ветуваат почист воздух. А дали знаете дека Берово е место на Балканот со најмногу кислород на метар квадратен, односно на метар кубен. И они идат во Берово, на граѓаните на Берово им ветуваат почист воздух. Дали сте сега, почитувани граѓани на Карпош, свесни дека оваа приказна за загадено, за зеленило, за исечени дрва е само приказна? Не за Карпош, таа им била приказна, се македонска приказна. Така мислеле да си ги лажат граѓаните од цела Македонија. Да си ги лажат дека граѓаните ќе живеат подобро ако дишеле чист воздух. Па јас можам да кажам дека тоа што тие им го нудат на граѓаните, тоа го има или го имавме сите тогаш кога живеевме во некои други средини. Ама ние сите одлучивме овде да живееме во Карпош. И ние знаеме дека постојат многу поубави места од овде, со убави ливади, убави потоци, убави планини, убави реки, места полни со воздух, со кислород, ама си го одбравме Карпош да живееме. И нас овде ни преостанува вака да не оставиме место кај што се гази во кал, да си го осветлиме за да можете и ноќе да везете, да го средиме, да го окосиме, да ги офарбаме зградите, да ги средиме училиштата, да ги направиме луѓето да живеат навистина посрекно и да направиме, да створиме услови за да има кај да се паркираат возила, да има кај да се пазари, да има кај да седнеме во кафеана, да идеме, ако ни падне тешко, што побрзо да стигнеме до терцијална здравствена заштита, односно највисок облик на здравствена заштита, како што ние тоа го имаме во Карпош. Тоа е квалитетот на живот на животот во една урбана средина. Карпош е урбан и вие сте урбани. И вие нема да дозволите да ве замајаваат овие овде што ката ден кажуваат приказни за воздухот, за изочените дрва. И ево уште еднаш да им кажам, 136 дрва за 4,5 години се исечени во Карпош. Насадени се 10.480. Ке им ја броиме дупка по дупка ако сакаат. За секое дрво имаме документација. За секое дрво, почитувани пријатели, да исечете исто како да сакате да убиете мечка. Значи мечката мора да направила зулум, мора некој да ја осуди и се бира кој неза ќе ја отстрела, односно кој е ловачко друштво. Дрвото мора да има причина зашто се сече. Ако дрвото е суво, тогаш тоа треба да го констатира градскиот комитет за сообраќај, урбанизам и екологија, излегуваат на лице место, ја носат пресудата, односно решението, и единствено надлежен за сечење паркови зеленило не Стерче Јакимовски. Па не може све што не ви чини во оваа држава, во овој град и во општина Стерче Јакимовски да ви е крив. И за екологијата што не загадуваат од други општини, пак Стерче Јакимовски. Јас идам со пушки во Ѓорче Петров тамо да им ги решаваме еколошките проблеми. Па зашто си го поставив тебе оној, како се викаше, Јани Макрадули? Нели е па ставил маска човекот, било загадено во Скопје, па зашто си ти тамо заменик министер за екологија? Барај ги загадувачите, тоа ти е работа, решавај ги проблемите на граѓаните. Ако вие успеете да решите 1/100 од проблемите на граѓаните, кои јас сум ги решил овде во општина Карпош, вие ќе бидете на конј, граѓаните ќе ве гласаат наредниве 100 години. Ама очигледно дека за таа работа не ве бива. Очигледно дека си ги лажете граѓаните. На овие граѓани им ветувавте вие разни приказни, им ветувавте дека ќе имале многу дебати, а сега све што правите во парламентот шпиунски на брзина, у 4 очи, нас не обвинувавте дека носиме планови, пазете,
сме носеле на 5 јануар на Бадник сме носеле план. Па како се вика она? Пред Божик, зад Божик, секој дома да е. Па ние носевме урбанистички планови кога сите се дома. А вие подпишувате договор со Бугарија кога никој нема у Македонија. Кога сите се на одмор. Кој е тој безобразлук? Правевте циркус со Мерцедесот што го купил Никола Груевски, што го гребеле мачките, ама сега многу убаво им доаѓа тој Мерцедес. Многу убаво си се возат во него. Правеа циркузи дека ќе бидат скромни, дека немале многу да трошат. Го гледате ли мојот против кандидат? Билборд до билборд. Па дури си ги става еден по друг, си се гледа сам себе у тил. Па се гледа на раскрстиците си се ставило сите 4 страни да се гледа колку е убав на мајка. Па нели, па многу е чудно бе луѓе. Па кога беа опозиција бараа пржински договори, бараа регулирање дури на билбордите и за билбордите. Зашто многу билборди имал ВМРО ДПМН. Па извинете, ама Никола Груевски мало бебе испадна према нив. Па овој 60 билборди има само овде во Карпуш. Јас имам вкупно 19 билборди. Сега имам и листа. Предходно 2009 кога не сум бил на власт имам 16 билборди, денеска имам 19 зашто имам и советничка листа. Они имаат 60. 70.000 евра ги имаат платено тие билборди. Да не случајно парите ги извадија од книжка што им беа. Овие 4 месеца што крадеа, што правеа зулум, што зимаа рекет од луѓето со нивните бомби што ги уценуваа со снимките, со тие пари ги плаќаат тие билборди. Само покажуваат колку се честни и колку мислат скромно да ја водат општината и Република Македонија. Тука ја гледате нивната скромност. Тука го гледате нивното расипништво. И јасно сакам да им порачам. Не победуваат билбордите, не победуваат сликите со убав на мајка. Победува тоа што ти треба да го кажеш пред граѓаните. А во програмчето што си го напишал, 40% веќе бате Стевче завршил. И јас му препорачувам да не се мачи да гласа за мене. Па отворете му го програмот луѓе што го направил. 40% од работите се веќе завршени. Ке правил градинка во Бардовци, а ние камен темелни пред две недели ставиме. Мајстори тамо работат. Па не е ли тоа смешно? Ке ги реконструирал овде во Тафталиже тротоарите на улица Осло. Одете видите дали се нереконструирани. Па ке го реконструирал спортскиот терен во Влаје. Одите да видите дали не е реконструиран. Па ке давале лим за замена на азбестните кровови. Па даваме ли ние лим за азбестните кровови? Па ке правел овде некои фасади по Партизанска. Правиме ли ние фасади? И така натаму проекти кои што ние веќе сме ги завршиле, ке правел ова, ке правел, а тоа веќе завршено, све веќе направено. И не знам што се мачат кога веќе 40% од тоа што ние сме го направиле, они си го стават во програм, што се мачат да идат на избори, што дават по 70.000 евра за оние билборди, за реклами, скапи и така натаму. Нек се гласат за мене, програмата знаат дека 100% ќе им биде остварена. Вака се во ризик. Вака се во ризик дека не може да остварат. Ни тоа што ветуваат клупички тамо замена и така натаму корпички ќе стајане негде лево десно, само може и таа работа да оплескаат, оти кога ќе седнат со фотелјата, кога ќе го земат оној чип, нема да се свртат во општина Карпош, бидете сигурни. И што е најинтересно, на младите им ветуваат тој ки ги вработувал младите, ќе им отворал фирми. А татко му отворил фирма во 2012 година, го ставил управител, народски се вика директор на фирмата, ама не се ни социјално осигурал и не успеал ни за придонеси да си обезбеди и 2015 ја затворил. И сега тој на младиве луѓе ќе им обезбедувал работа, ќе им правил стартап, како што он ги вика фирми, па не е ли тоа смешно? Па до кога тие луѓе мислат да го лажат овој народ? Ај што лажат со воздухот, ај што лажат со травата, ај што лажат со градби и така натаму. Јас сега ве сакам да прашам, која градба имаме овде во Тафталиџе 2? Која градба имаме во Нерези? Која градба имаме во Влаје 1, во Влаје 2, во Злокуќени, во Бардовци, во Карпош 4, кај што најголемите циркузи ги направија? Само да го лажат народот, да го вознемируваат, да го терат да излегува на референдуми, ама очигледно повторно тој нивни домашни есап
на пазар не излегува, затоа што анкетите кажуваат нешто друго. И натаму довербата е кај Стефче Јакимовски. И натаму народот стои за Стефче Јакимовски. И натаму народот вика дека оваа коалиција ќе води општина Карпош и наредните 4 години. И може тие некогаш да дојдат на власт овде, кога навистина нема да има проблеми и ќе биде многу лесно за водење, за да можат да си функционираат сосема нормално, да шетаат по белиот свет, да седат по кафеани, како што се навикнати, затоа што сега не се навикнати многу да работат. Почитувани пријатели, во изминативе 4,5 години што не се изнаслушав, кое се плукање не го видов, и во оваа изборна кампања гледам, има слики како палам гуми, како пироман, па ме облекуваат во нацистичка униформа со кукасти крсови, како Адолф Хитлер, па ќе ги видите други работи тамо што прават со тие нивни флаери и така натаму. Од нив ништо не ме чуди, од нив ништо не ме боли. Кога знаеа пред врата да ми остават венец со запалена свеќа на кој што пишува почивај во мир Стефче, ништо не ме боли. Кога идеат дотаму и куќето да ми го трујат, да ми ги вознемеруваат децата во 2, во 3 наутро, кога идеа да пишуваат недолични содржини за моето семејство на секоја тараба, од нив ништо не ме чуди и од нивната погана уста и од нивниот поган памет ништо нема да ми биде чудно што ќе направат. И јас и вие ќе ги издржиме уште овие, колку ни остануваат, уште овие 2-13 дена и ќе кажеме: добро лажговци, сега народот ви ја затвори устата, сега ние ќе продолжиме да работиме, пораките што има народот да ни ги прати до нас, ние ќе си ги примиме, тамо каде што сме грешеле и ќе се коригираме, затоа што единствен начин да не погрешиш е ништо да не работиш. Тогаш никој нема да те критикува и ништо нема да сгрешиш. Ама таа работа е само за моите политички противници, пошто они само зборат, а ништо не работат. Таа работа е за нив, нема да сгрешат бидејќи ништо не прават. А јас тоа не го одбирам. Јас и натаму ќе работам за доброто на Карпош, за доброто на сите граѓани овде во Тафталиџе 2 и во Нерези, и за доброто на сите карпошани. Да сте ми живи и здрави. Ве повикувам на 15 да излеземе масовно, да им кажеме доста е на лагите, да дадеме подршка на континуитетот на Карпош, на развојот на Карпош, да ја поддржите листата предводена од доктор Добрина Андоновска, да го поддржите и градоначалникот на Скопје, оној човек кој што направи убави булевари, убави паркови, убави кружни текови, оној човек што го олесни сообраќајот овде во градот Скопје и оној човек што неуморно работеше и кога имаше поплави и дождови, кога помагаше и на македонци, и на албанци, и на роми, и на сите, и оној човек кој што навистина остави зад себе многу во изминативе 8 години, тој е со број 13 и листата на ВМРО-ДПМН број 13. Одберете тоа што е најдобро за општина Карпош. Одберете ја коалицијата која е најдобро за општина Карпош и јас очекувам дека и листата заедно со коалиционите партнери и јас и натаму ќе ја водиме општина Карпош кон просперитет, кон нови награди, кон нови работи кои што ќе ги работиме овде во општината. Не ви кажав ништо, а многу ме прашуваат граѓани што планирате позади Зајчерид. Позади Зајчерид планираме цела населба која што ќе испарцелисаме и ќе ја дадеме на млади брачни парови од Карпош. Без пари земја, нема комуналии, за 350 евра има да се изградат типски куќи. Исто така, имаме две места кај што имаме две згради, кои што ќе има негде околу 80 стана, каде што тие згради земјиштето ќе го дадеме да се изгради од страна на инвеститор, ќе ослободиме од комунали и нема станот да биде поскап од 600 евра и тоа ќе биде исто така за млади брачни парови. Нема веќе да продаваме земјиште, туку се ќе даваме на млади брачни парови од Карпош да зимаат ефтини станови и овде да ни остануваат во општина Карпош. Секој млад човек 2016-2018 година што наполнило 18 години ќе му обезбеди општината да има бесплатно полагање на возачка дозвола и за
брза помош, за прва помош и за лекарското уверење. Тоа е над 20.000 денари. Сметот ќе биде нешто што е минато за општина Карпош. Сите контейнери ќе ги спуштиме под земја. Карпош мора да биде безбеден. Крадците не може по влезовите, по лифтовите да ни се шетат кога сакат и како сакат. Секоја зграда што нема алуминиумска врата, нема домофон и електронска брава, ќе помогне локалната самоуправа да постоја тоа граѓаните да бидат безбедни. Нема повеќе да имаат приказни и тоја дутки им го избиеме од раце. 1.000.000 квадратни метри Карпош ќе има зеленило после 2021 година. Или 16 метри по метар, 16 квадрати на пожител ќе има општина Карпош, а тоа е 2,3 пати повеќе од светскиот стандард, кој е 7 метри квадратни по жител. Почитувани пријатели, ние и натаму ќе работиме за нашите граѓани. И натаму ќе ги поддржуваме да ги субвенционираме, да купуваат шпорети кои се сертифицирани, да не ја загодуваме атмосферата, но во исто време тие шпорети даваат поголема калорична моќ, а помалку трошат дрва или друго гориво кое што тие го користат во нивните домови. Продолжуваме со фасадите, продолжуваме со крововите, продолжуваме со лифтовите. Сакаме граѓаните да живеат безбедно, продолжуваме со ужинките, со бесплатните екскурзии. 200 деца секоја година у Грција ќе одат на одмор од општина Карпош. Спонзорирани. Оваа година 140 деца отидоа во меѓународен камп да се дружат со деца од цел свет. Значи, во градинки, односно во основните училишта, ќе имаме сите целодневна настава до 4-то оделение. Негде има до 3-то, негде до 4-то, значи сегде ќе има до 4-то и во детските градинки повеќе нема плаќање за родителите да плаќаат за физичко воспитување или пак за учење на странски јазик. Тоа ќе биде се покриено од локалната самоуправа. Ете затоа, почитувани пријатели, менуваат лични карти, зимаат како да се под кирија, за да можат во општина Карпош да ги користат сите граѓани овие бенефиции. Ете затоа се што ќе се изгради во Карпош се продава. Ете затоа во Карпош луѓето сакаат да живеат, да направат куќа, да си купат стан. Овдека 2009 година се продаваше, мислам на Бриселска беше, 2 бараки една до друга. Двете ги продаваа вкупно 240.000 евра. Пред недела дена овде кога бевме кај гости, кај еден домакин, ми кажа дека ја продава својата барака, му велам колку пари барате, 270.000 евра една барака. За овие 8,5 години гледате ли колку е значи двојно и повеќе е зголемена вредноста на имотот на граѓаните овде во Тафталиџе. Тоа е наша цел. Тоа е наша цел, вашите имоти да вредат повеќе. А вредат повеќе ако вложуваме повеќе. А тие вложувања сме ги направиле во изминатиот период и ќе ги правиме натаму. Да сте ми живи и здрави. Ве очекувам на 15 октомври да славиме пред нашиот штаб повторно сите заедно и да се дружиме во наредниве 4 години за доброто на сите вас. Ви благодарам на сите. Дали сте храбри? Јас храброст да ја црпам од вашата енергија. Come сонцето на утро се раѓа, замислиш